почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Пробиштип. Денеска имавме работна посета на одделението за внатрешни работи во Пробиштип. Разговаравме за актуелната безбедносна состојба на подрачјето на одделението и на подрачјето на секторот за внатрешни работи во Штип. Можам да констатирам дека имаме мирна, стабилна, поволна безбедносна состојба без никакви индикации за нарушување на безбедноста во овој регион. Понатаму имаме подобрувања во сите параметри на работењето и во делот на намалувањето на кривичните дела и во откривачката дејност, и ова треба да биде само мотив повеќе да целиот овој регион го направиме уште по-безбеден. Секако дека денеска во рамките на оваа посета го промовираме и овој објект на одделението за внатрешни работи во Пробиштип како 66-ти реконструиран и реновиран целосно објект по сите стандарди со енергетска ефикасност и со материјали кои што значат и заштита на животната средина. Практично работиме за подобрувањето на условите за работа на македонската полиција, за условите за остварувањето на правата на граѓаните, при тоа ги остваруваме целите на владата, заштита на животната средина и енергетската ефикасност, заради тоа што на таков начин практично допринесуваме за обезбедување и на дополнителни финансиски средства за потребите на македонската полиција. Секако дека во рамките на секторот за внатрешни работи имаме реконструкции на други два објекти. Тоа е полициската станица за безбедност на патниот сообраќај во Штип и полициската канцеларија во Македонска Каменица. Исто така објекти реконструирани после многу години со енергетска ефикасност, со грејење кое што значи заштита на животната средина. Одвоивме некаде вкупно околу 17 милиони денари за сите три објекти. За одделението за внатрешни работи се околу 10 милиони денари, за полициската станица за патен сообраќај во Штип околу 10 милиони, 4 милиони за Пробиштип, 10 милиони за Штип и околу близу 3 милиони некаде во Македонска Каменица од буџетот на Министерството за внатрешни работи. Секако дека и сами можете да видите кровните конструкции, термофасада, промена на столарија целосна, изработка на подови, санитарни јазли, подобрување на грејењето или менување на системот на грејење таму каде што било на некаков друг начин, тоа е и во БПС Штип и во Македонска Каменица. Така да ќе продолжиме и понатаму со вакви активности во кои што навистина ќе создадеме добри услови и мотивација за македонските полициски службеници и секако подобрување на условите за работа, односно остварување на права на граѓаните. Разговаравме со колегите од одделението за внатрешни работи и за други потреби кои што ги имат, за јакнењето на човечките потенцијали и ресурси како основа за полициското работење, за материјално-техничките средства. Разговаравме за идните планови, чекори кои што ќе ги преземеме како раководство на македонската полиција и што е тоа што ќе направиме за подобрувањето на активностите. Тоа беа темите на разговор. Му благодарам на градоначалникот на општина Пробиштип кој што навистина излезе во пресред, помогна во реализацијата и на овој проект кој што го работевме. И многу е важно да имаме една извонредна соработка помеѓу општината, градоначалникот и одделението за внатрешни работи во Пробиштип, бидејќи колку е посилна врската помеѓу општината и македонската полиција, толку е посилна врската и помеѓу граѓаните и македонската полиција. А таа силна врска допринесува и за подобрувањето на безбедноста. Ви благодарам.